14 август 2014 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. И понатаму топло-ладно со откупната цена на грозјето. На денешната средба лозарите и винарите не се договорија за цената по која ќе се купува годинашниот род на винско грозје. Лозарите и винарските визби на денешната средба во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не постигнаа договор за откупната цена на грозјето. Производителите на грозје за својот род бараат 2 денари повеќе за килограм споредено со ланските цени, а таквото барање за визбите е неприфатливо. Иако поради лошото време и појавата на болести родот на грозје е речиси преполовен, визбите не стравуваат за да платат повеќе за да си купат од малите количини на грозје. Лозарите годинава бараат 11 до 13 денари за килограм смедеревка и 13 до 15 денари за сортата вранец, што за винарите е префорсирана цена. Откупната цена секоја година се дефинира пред почетокот на бербата и секогаш таа е сопката во диалогот меѓу лозарите и винарите. И со наредниот прилог сме на тема земјоделство и лозарство. Земјоделците годинава се соочија со многу проблеми во заштитата на растенијата поради нестабилното време. Најмногу настрада виновата лоза поради масовниот развој на пламеницата. Професор доктор Ристо Вучков е дециден. Земјоделците мора да делуваат превентивно во заштитата, но и да ги почитуваат упатствата во препаратите за заштита. Ова е една од најлошите години во производството на грозје во тиквешијата. Општа е оценката и на лозарите и на стручните лица. Променливото време беше идеално за развој на болестите и штетниците, кои пак го преполовија родот на трпезно и винско грозје. Секојдневно лозарите се прашуваат каде погрешија во заштитата, што годинава загубија големи количини на род. Професор доктор Ристо Вучков, стручен соработник во емисијата Агроспектар на КТВ, објаснува дека ненавремената заштита и непочитувањето на постулатите во заштита помогнати со променливото време се главна причина за преполовениот род на грозје. Ова година на прсти ќе се бројат производители квалитетни, висококвалитетни производители, кои при паковката на десертните сорти, кои ќе се за пазар, мислам во свежа состојба, ќе берат грозје луѓето кои ја почитуваа прво науката, кои го имаа практичното искуство и навремено ги превзимаа мерките. Не е целта само дел од производители велат и 8 и 9 пати прскав и пак нема да имам квалитетно грозје за пакување. А има луѓе со кои бев и на терен, лично, кои имаат големи површини, навистина со еден домакински пристап имаат вистински резултати. И сега при пакувањето на гроздот ништо не му треба освен да се тој скини и со прашецот да си биде и да си биде пакуван во гајбата. Тоа е навистина задоволство и тие производители ќе имаат добри резултати и не само кај грозјето. И кај праските, и кај тие производители, со нив контактирам, соработувам и гледам дека имаат еден вистински домакински пристап. Бидејќи тоа што го ние зборевме, јас сакав да доловам такви луѓе и ги имав, со нив пиевме пријателско кафе и отидовме на терен, на површината на виновата лоза, на површината на праските и гледам навремено превземање на мерките, навремено превземање на сите заштитни и агротехнички мерки и имаат квалитетно грозје и ќе берат квалитетно грозје. Многу од лозарите се сомневаат во квалитетот на средствата за заштита. Кај нив е изразен сомнеж дека активната материја е пониска од таа што е декларирана во производот. Професор доктор Вучков е дециден дека ниедна голема хемиска индустрија не би ризикувала да прави експерименти со активната материја на препаратот. Нагласува дека најважно за ефикасна заштита е да се почитува упатството за употреба на секое средство. Секој препарат минува со активна материја, како што е од фабриката производител, да си земе за право таква хемиска индустрија, да си го сече дрвото на кое стои. Значи, да се констатира со некаква контрола дека има помалку активни материи од тоа што е во упатството. Тоа е абсурд. Има упатство. Концентрацијата или дозата во која треба да се примени средството.
има упатство со која количина раствор по хектар површина треба да се прска. Има упатство во кое време треба да се прска. Има упатство која микронизација на честиците треба да биде. Кои средства се меѓусебно компатибилни, значи да ги исполнат условите едно со друго, со растворањето да створат оној раствор кој успешно ќе заштити виновата лоза, овошните дрвца, градинарска култура и така натаму. Значи, тука има една низа од стручни работи кои производителот мора да ги знае, да ги почитува и да ги спроведува. Горештините продолжуваат. Според метеоролозите и утре не очекува алертна жолта фаза. Старите изнемоштени лица особено да бидат предпазливи на високите температури и кражбите по домови, порачаа денеска во неколку домови на лица од оваа категорија представници на Кавадаречката полиција и волонтерите на Црвениот крст. Да не се излегува надворно отворено без потреба во период од 11 до 17 часот, да се пијат повеќе течности и да се конзумира полесна и здрава храна, да не им се отвара врата на непознати и да не се чува дома по голема сума на пари, им порачаа денеска на лицата во категоријата на стари и изнемоштени во заедничка акција службениците на Кавадаречката полиција и волонтери на Црвен крст Кавадарци. Оделението за превенција при полицијата и волонтерите на Кавадаречкиот Црвен крст посетија неколку домови на стари изнемоштени лица. Се разговараше со нив за искуството до сега, за тоа како им минуваат деновите, но и дали се соочуваат со проблеми од кражби и високи температури. Нашата екипа, заедно со полицијата и Црвен крст, го посети домот на 85 годишниот Драги Атанасов, кој по загубата на својата сопруга од 2011 година живее сам. Тој доби флаери кој рече дека иако со едно око внимателно ќе ги прочита, а со изладената изворска вода добро ќе се освежи. Своето секојдневие го сподели со, како што рече, милите гости за него, а за медиумите на прашањето како ги минува деновите и како се справува со високите температури, еве што раскажа. Ја живеам од 5:30 на 6, докато се 7:30 идам дома. Има една жена иде, сабале ќе дојде, се направи појадок, а псија ќе ми даде, ручка како треба се направи и ќе си замине. Вечер ќе дојде, ќе вечераме, докаде 7-8 сати и па си оде. Шо ќе правам, нема друго. Нема друг излаз. Не одемам у домот од Скопје. Ами добро друштво има стари луѓе како мене. 85-годишниот Атанасов потенцираше дека откако живее сам, во неколку наврати на врата му звонеле момчиња кои од него барале пари или милостина. Последен пат ги пријавил во полиција, а на присутните службени лица им вети дека на непознати повеќе нема да отвара врата, дека за било каква реакција или потреба за помош слободно може да добие информација на 192 пробно со помош на инспекторите за превенција, се увери Драги Атанасов. Оделението за превенција при полициска станица од општа надлежност Кавадарци и волонтери на Кавадаречкиот Црвен крст во заедничка акција денеска делеа флаери за заштита од кражби и флаери и минерална вода за заштита од топлотниот удар. Летото е период кога живата во термометарот знае да се искачи над 40 степени Целзиусови. Деновиве сме токму во таа алертна фаза, кога Македонија минува низ тропски горештини, а надлежните постојано апелираат да не се излегува на отворено, да се внимава на храната и да се почитуваат препораките на лекарите. Но во лето, поради годишните одмори, зачестени се и кражбите по домовите, особено кај оние кои често се надвор од дома и кај старите изнемоштени лица.
Во таа насока се одвиваше денеска на градскиот поштат и заедничката акција на полициската станица од општа надлежност Кавадарци преку одделението за превенција и волонтерите на Општинскиот Црвен крст. На случајни минувачи, двете екипи им делеа едукативни флаери за заштита од кражби и едукативни флаери и минерална вода изворска за заштита од топлиот бран. Компанијата Кожувчанка целосно ја поддржа оваа акција во име на организаторите, говори инспекторот за превенција Димитар Каракулев. Во рамките на превентивните активности на полициска станица Кавадарци за денес имаме предвидено на градскиот плоштад делење на флаери во врска со претходните превентивни кампањи, значи превенција од пожари, делење на флаери за превенција од пожари со оглед на високите температури. Не е на одмет граѓаните уште еднаш да се потсетат на мерките кои што треба да се превземат за да не дојде до предизвикување на пожари, односно да ги отстранат сите можни причини за да не ни се случуваат пожари, со тоа и потешки последици. А воедно, значи, продолжуваме и со кампањата Заштити го својот дом, исто така со делење на едукативни флаери за граѓаните како да го заштитат својот дом во време кога се отсутни од дома. Значи, за денес имаме предвидено посета на стари изнемоштени лица во нивните домови, секој во својот дел. Значи, нашата цел како полиција ќе биде да им укажеме на овие лица како да се заштитат, кои мерки да ги превземат, со оглед на тоа што криминалците често пати ги демнат овие лица кои што се и нивна цел. Значи, во рамките на оваа кампања и денешнава акција ќе посетиме домови на стари лица и на тој начин, значи, ќе го дадеме својот придонес во овие превентивни кампањи и мерки на МВР како да се заштитат граѓаните од евентуалните напади на овие криминални лица. Во текот на летниот период нормално е да се случуваат вакви кражби. Значи, го имаме тоа во текот на летниот период, меѓутоа се надеваме и сме сигурни дека со ваквите превентивни кампањи кои што се следени од медиумите, односно од вас како седма сила, дека пораката ќе стигне до сите оние, не само оние кои што денес ќе поминат овде и на кои што ќе им бидат поделени едукативни флаери, затоа сте вие овде тука. И од година во година со ваквите превентивни кампањи, значи ја постигнуваме целта, граѓаните се едуцирани, заштитата е поголема и ваквите кражби не се во помал број. Во денешната акција низ градскиот поштад во Кавадарци, флаери и минерална вода добија голем број случајни минувачи. Неретки беа и нашите иселеници кои летото го минуваат со престој во родниот крај и посета на туристичките места низ Македонија. По полициските службеници искористија можност, особено на овие граѓани, да им апелираат за поголема заштита на домот и почитување на препораките, скапите предмети и паричниот кеш да не се чува дома. Бесплатно мерење на крвен притисок во вечерните часови за граѓаните на општина Неготино. Во рамки на спроведувањето на програмата на Министерството за здравство за дежурство на отворено во центарот на градот, поточно на просторот пред зградата на општина Неготино, трета година поред медицински персонал од здравствениот дом од Неготино ќе им овозможи на граѓаните на општината бесплатно мерење на крвен притисок. Како што не информираат, тие дежураат секојдневно во периодот од 18:30 до 21 часот и на сите граѓани кои ќе покажат интерес им овозможуваат бесплатна здравствена услуга мерење на крвен притисок. Овој период е избран бидејќи тогаш доаѓа до намалување на температурите, време кога и на повозрасните сограѓани им одговара да излезат од дома и да добијат бесплатна здравствена услуга. Од здравствениот дом Неготино велат дека во изминатиот период поголем број граѓани ја искористиле оваа бенефиција, а мерењето на крвниот притисок го вршат 2 медицински сестри кои дежураат во смени. Сериозниот инвеститор од Турција за изградба на дом за стари лица во Кавадарци е Адем Севен, наш иселеник од селото Дреново, чие семејство во 50-тите години од минатиот век се иселило во Истанбул. Деталите во овој прилог се на колешката Миријана Мукајтова. Иако е премногу рано да се каже кој ќе го гради домот за стари лица во Кавадарци пред да заврши тендерската постапка, информацијата дека во повеќе градови во Македонија ќе се градат вакви домови каде не беше споменато Кавадарци, повторно го актуализира оваа прашање. Телевизија КТВ уште пред еден месец информираше за изградба на дом за стари лица во Кавадарци, за кои се заинтересирани 20 инвеститори од Холандија и Турција. Истата информација вчера повторно ја повтори градоначалникот на Кавадарци Александар Панов.
Без претензии кој инвеститор ќе го гради дом за стари лица, КТВ истражуваше за сериозниот инвеститор од Турција и дознава дека се работи за еден од поуспешните наши иселеници во Турција, Адем Севен, кој моментално живее и работи како доктор-стоматолог во неговата приватна ординација во Истанбул. Адем Севен инаку е роден во селото Деново, гимназија завршил во Прилеп, а стоматолошки факултет во Белград. Во 50-тите години од минатиот век, кога масовно се иселуваат многу турски семејства од Македонија, се иселува и неговото семејство. Покрај тоа што има своја приватна стоматолошка ординација, поседува и приватна болница со сите специјалистички оделенија, како и повеќе аптеки. Идејата за изградба на дом за стари лица во Кавадарци се раѓа при еден случаен разговор со семејството на Ристо Јаневски од Кавадарци, со кого одржува долгогодишни пријателски врски. Неговата замисла е да изгради еден современ дом за згрижување на стари лица, а сериозноста на неговата намера се потврди и со неговата посета на Кавадарци и локалната самоуправа. Неофицијално дознаваме дека е добиена согласност од ресорните министерства. Во весите ќе ја слушнете изјавата на градоначалникот докаде се работите околу иницијативата за изградба на дом за стари лица во кругот на јавната установа Здравствен дом во Кавадарци. Има двајца инвеститори, меѓутоа турскиот инвеститор е некако посериозен во неговиот настап. Останува моето менаџирање заедно со председателството на Сојузот на пензионери да заедно со Министерството за труд и социјална политика, во согласност со Министерството за здравство издействуваме одлука, меѓутоа тоа е предмет на сегашно менаџирање, за отстапување на одреден простор од околу 3000 квадратни метра во делот на ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци, и доколку се случи тоа, тогаш ја имаме можната или посакуваната локација за старски дом во Кавадарци. Доколку не се случи тоа, тогаш ќе бараме алтернатива во новиот младински, во новиот пионерски дом кој што ги имаме како објекти во Кавадарци. Новината на Министерството за внатрешни работи предложи сообраќај на контрола, дава резултати и за Кавадарци. Првата реакција од наш сограѓанин денеска резултираше со советодавна група, која полициската станица од општа надлежност Кавадарци ја одржа со такси превозниците. Предложи сообраќај на контрола е новината воведена на веб страницата на Министерството за внатрешни работи, а е во служба на граѓаните кои имаат проблем или забележале прекршок кој сакаат да биде решен. Овој новитет го даде и првиот резултат за сообраќајната култура во Кавадарци. Имено по пријава на анонимен кавадарчанец денеска реагираше и полициска станица од општа надлежност Кавадарци, која за пријавата непрописно паркирање на такси возилата на паркинг просторот наспроти општинското собрание, советодавен состанок одржа со неколку представници на такси компаниите кои најчесто се паркираат таму. Еве што за ваквиот начин на соработка вели командирот на оделението за безбедност во патниот сообраќај Маријан Тасовски. Согласно програмата на владата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи изработи проект предложете сообраќајна контрола на веб-сајтот на МВР. Целта е полицијата, односно Министерството за внатрешни работи, да биде поблиску до граѓаните и сите проблеми кои што ги имаат граѓаните да бидат решени што поскоро и на сите законски, согласно сите законски норми. Веднаш по отварањето на проектот во секторот за сообраќајни работи во МВР, а потоа и до кај нас е пратена и првата реакција од граѓанин од Кавадарци, кој што се жали на непрописно паркирање од страна на такси возилата на паркингот спроти градското собрание. Од наша страна ќе бидат преземени сплет на превентивни и репресивни мерки кои што би придонеле за надминување на овој проблем и со тоа на сите загрижени граѓани да им се решат овие сообраќајни проблеми. Воедно апелирам и доколку граѓаните имаат други проблеми низ градот во врска со сообраќајот, на веб страницата на МВР да ги предложат кои се, да ги приложат и заеднички да најдеме решение за тие проблеми. Конкретно денеска ќе имаме превентивна активност заедно со таксистите кои што се посочени во поплаката
и ќе се обидеме нели прво со превентивни мерки да ги решиме овие проблеми. После тоа ќе следиме ситуацијата на теренот и ќе продолжиме со репресивни мерки за надминување на овие проблеми. Веб-сајтот точно дека постои, е достапен нели за јавност и за граѓаните, меѓутоа самите граѓани треба да бидат малце повеќе информирани, да се доколку не знаат нели каде да се обратат, нека дојдат во полициската станица за од општа надлежност Кавадарци, ќе им бидат дадени упатства каде можат да пријават проблеми, се што треба да им помогнеме да ги надминат овие проблеми. Се сложи и такси компаниите, ред во сообраќајот мора да има, но добро е проблемите кои се клучни да почнат да се решаваат еден по еден. Секој да знае на кој место припаѓа, такси возилата да бидат на своите места, а приватните автомобили исто така да го знаат своето. Партерно уредено централното подрачје во населеното место Долни Дисан. Завршија активностите околу партерното уредување на централното подрачје во Долни Дисан, по поставувањето на бекатон, коцките, урбаната опрема, клупи за седење, скали и поставувањето на жардинериите. Целиот простор хортикултурно е уреден, со што се оствари зацртаната цел да се долови еден урбанизиран ефект во овој дел од селото. Изведувач на овој проект е градежното предпријатие Урбан Инвест, кој извесен период беше работно ангажиран за градежните активности на овој терен, а средствата за реализација на проектот се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Неготино. Како што сите знаеме, ова е проект кога општина Неготино некаде минатата година аплицираше и го доби до Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој од ДИПАРТ програмата. Ова е еден од двата проекта за партерно уредување во населеното место Долни Дисан. И сега гледаме дека Долни Дисан, односно централното подрачје на Долни Дисан, стана едно пријатно катче за одмор и рекреација на жителите на Долни Дисан. Овој проект чини некаде околу 7 милиони и 700 денари. Од тоа голем дел е од Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој, значи 6,5 милиони денари, додека останатиот дел е партиципација на општина Неготино. Од разговорот со жителите на населеното место Долни Дисан утврдивме дека се задоволни од имплементацијата на овој проект и затоа ќе се потрудиме во наредниот период да вградиме неколку нови содржини на овие простори и со тоа мислам дека ќе имаме една комплетна слика за една урбана средина. На крајот од вестите следува и прогнозата за времето. Тропски ден ќе имаме и утре, ќе биде сончево и многу топло, ќе дува слаб јужен југоисточен ветер, максимална дневна температура до 39 степени, УВ индекс 8. Почитувани гледачи, тоа беа подготвените содржини во вестите на КТВ. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам секое добро со нашата програма.